Не само станарите на зграда број 2 на улице Сајби Едемир, заложници на Штипјанецот кој тврди дека бил киднапиран од вонземјаните се институциите. Ниту судот, Центарот за социјални работи општината, Акционерското друштво за стопанисување со станбени деловен простор не можат да го решат проблемот што речиси 30 години ги тишти 45 семејства станари на зградата. Алфа тргна во потрага на одговори на прашањето зошто Мики Трајчевски се уште го узурпира станот. Во 2009 година, поради неплаќање на станарина, непочитување на куќниот ред и уништување на имот во сопственост на државата, судот му го одзел станарското право. Но наместо да се исели, тој и понатаму продолжил да го узурпира станот со големина од 65 квадрати. Уште во септември минатата година Штипската подружница на стамбеното предпријатие има испратено допис до владината комисија за станбени прашања, во кое се бара на Трајчевски да му се додели помал стан со посебен влез, но одговор се уште нема. Микили Трајчевски не е корисник на социјален додаток. Зема инвалидска пензија во висина од 12.000 денари, појаснуваат од Центарот. Тие не можат ништо да сторат, бидејќи лицето не е нивни клиент. Досега реагирале, но само во делот на малолетните деца кои шетаат со него, за кои станарите кажуваа дека ноќите ги поминуваат со него мотајки се во партали и ѓубре. Од Штипскиот центар за социјални работи велат дека излегле на терен и разговарале со родителите на децата кои денувиве талкаат со познатиот штипски лик Мики Ли. Доколку и понатаму продолжат да талкаат со него, согласно законот ќе им биде одземено и родителското право. Но овде, како што вели директорот на оваа институција, се отвара прашањето каде ќе бидат сместени децата, бидејќи како што е веќе познато, домовите во државата се затворени, а се оди со институционално згрижување во згрижувачки семејства, така што многу е тешко да се најде згрижувачко семејство за вакви деца, а истовремено и домот Малгрупен дом во Штип е со полн капацитет. Петицијата со која се бара подитно да се исели станарот од првиот кат ја доставили и до локалната самоуправа, од каде што велат дека тие ќе помогнат на станарите, но само во делот на нивните ингеренции, вклучувајќи ги јавните предпријатија во расчистување на депонијата. Револтираните станари се децидни, штом на нивниот сосед кој добил се од државата, а притоа не си ги подмирува сметките и никој ништо не му може, време е да свртат нов лист. Најавија граѓанска непослушност, неплаќање на сметки за вода, струја, данок, но и бојкотирање на изборите.